жена, мајка, кралица, принцеза, самостална, проактивна, ватростална, атрактивна. Седи море, ние песна ако не напишиме тука, ако ќе напиш. Него знам дека на недела ќе помини уште малце од 8 марта, ама шо има врска бе бат? Ние сме тука си направиме муабет, тој сега ќе помини, ќе дојди до година пак. И до година пак ќе му правиме муабет. Туку за друго ќе зборав, ама ми текна дека заборев нешто многу битно. Ви текнува на оние забавите што и прат пред новогодишни, не знам, празнични, вакви такви. Такви прат бате из 8 март. А па да не зборам па за статусите велелепни, што ги пишат на вакви ден. Фери што да не зборам и за тоа ќе зборам. Еше колку има за зборање. Има бате муабети колку сакај. Колку пати ми си има случајно ми речат кај ти текнува, море не ми текнува, тоа е животот што го живееме секој ден, ги гледаш и истите работи, само што не ти се збора. Мене ми се збора. За прашање дали ти се слуша. Ако ти се слуша, тука сме. Ако не ти се слуша, кој те праша бе бат? На вратата онде, вака му правиш лизнуваш на телефоно и готово. А за вие што не лизнувате вака на телефоно, пуштаме на шпица и одма се враќаме, не бегајте, тука сме. Ајде бате, пушти. Значи, како можев да ги заборам овие да би да ме немало? Овие се мора едни од најбитните прослави во живото на жена. Душа денешно време, не знам колку често се пратам, имаш едно време. Се ги речи шо ти најбитно. Ти бато за разлика од овие новогодишните прослави, на 8 мартовски прослави одат само жени. Шо ќе се малтретира, ќе влечка, мажо, облечи ова, носи го, она не го носи, ќе му збора полсат, ќе пазиш таму шо ќе збор. Значи, немој пред луѓето, знаеш ти да се засбора. Почнеш глупости да кажваш таму, немој. Што ќе огледа, ќе опази колку има испиено, ќе му ги број чашите, ќе му фрла погледи, ќе оклоца под маса, не бева. Значи ќе си се дотера со другарките од работа, со колешките со кој било в кола и директ на прослава. Значи измислен за жените празник мераци. Знаеш за кој уште помераци? За мажите бебате, јас да ти кажам. Оти ќе речи, оти ако мислиш дека на маж му е дојдено да се влечкаш негде таму по кафани со луѓе од работа што секако немој на работа ги гледа, са дојда се лигај таму па особено па ако се откајне од работа. Па има и љубоморни мажи мислат дека половина од мажите сакат во светот со жена му да спијат, баш од сите жени на светот баш со жена му сакат. Нема проблем. Затоа неки да ги види да ги помисли са па мора да оди на забава. Ич не мора бате, затоа ова убајна. Жената ќе си се дотера, ќе си се спреми рајат, ќе оди таму, ќе си изурла со другарките и како прав домаќин ќе си се оптегниш дома сите 4 во воздух, ќе си пуштиш што сакаш да си гледаш, нема турски серии, нема ништо, никој не ти команда тука, не ти вели ова, оти ваму, оти таму. Вака ја, ако ти си игра игри, ќе си играш игри, ако ти се гледа филм, ќе си пуштиш филмчето, ти што сакаш да го гледаш со мајтапи, со акција, со пукање, не таму некој психолошки трилери, не знам, со некој мистења, со чуда, демек тука сега психологија, убици, па ќе го најдат, па не го најдат, па ти реков ми речи. Не бе бате, си пушташ нешто просто проширено, да пукат таму, да трчат нешто, акција да се дешава, да има смеја, да падне, да се отепа некој си насмеј. А си седниш да си поиграш малце, са да не речеме грубо, да ти одмори глата, бе, да ти одмори глата. Са ова не значи дека сите мажи на свето неќат жена му да е дома и поубаво му е кој се сами. Апсолутно не. Дето поентата на муабет. Сам да речам, ако не натераш да одбериме да оиме негде со некој луѓе од нечија работа и да правиме чамче муабет или да сеиме дома рајат, ќе одбериме да сеиме дома рајат. А па за разлика од мажите, на жените обично му се оди на вакви настани. Дали сами, дали со мажо, не е многу битно. Додуша не на сите жени. Жена ми моја преби да си седи дома со мене си гледа филмчиња. За пример велиме, отколку да оди таму да се расправа со луѓе од работа. Знаеш како на такви места најубаво му е на луѓе што знат малце да се лигушат, ме сваќаш. Луѓе што не можат да се лигат многу неќат да одат на такви места. Се душа има луѓе што неќат да се лигат, ама не си излезени ба ги време цело време работа дома, деца ова она. И одвај чекат ваква некоја прилика да одат да си поминат убаво. Се од жените што одат на такви забави има различни категории, зависи од личноста. Пошто има некои жени како од Синџир што се пуштени бе бат. Ќе оди, ќе изурла таму, ќе се направи питулица, таа најмногу ќе галами намаса, прва наоро ќе биди, ќе ја влечкат после додома. Срцења мој многу ве сакам, право си поминавме. Ништо не памти брат. Значи ништо дел од вечерта не памти до толку питулица направи, ама тие право си помина. Знаеш како има некои луѓе кога ги видиш вака си викаш културен народ ме сваѓа. Воспитани така натаму. Дур не и видиш во вакво некое светло. Очи, мои очи.
Ајде сртка, Па од кај излегва таа енергија да ми објасни не. Фишек се мора да се напрат питулица, не можеш да застаниш да сака. Сега овде, сега онам. Сада душа добро. Многу често се дешава жените да не добиват многу внимание дома, па затоа го барат вниманието негде надвор. Се ти кога си дома затворен времење со фамилија, со деца, со ова, со она, трчаш по некој вол таму, гледаш да му угодиш, па никако не можеш да му погодиш, ама цело време тој ти е фокусо, еднаш во животот го излезиш, нормално дека не ќе знаеш како се понаша. Јас ако цел живот настани, свирки, чудо, ова, она, мана, короната не излегвавме некој време, после кој излегвав не знаев како се понаша. То не значи дека се правев питулица и правев глупости. Па чудно ми беше некако муавето со луѓето, не знам, поинаку некако. Дури како да се одвикнав од излегвање. Едно време дома не бев прибран, сега пари да ми даваш не излегвам. Добро, зависи како ќе се договориме, ама нема врска. Сам да речем, луѓето што не добиват доволно внимание дома, за разлика ли се мажи или жени, стално барат некаква валидација, некаква потврда од другите луѓе надвор. Сада душе има и некои што се такви природно. Едноставно излегва и не знаеш кај ќе заврши покиот и тоа е. За разлика од нив има и луѓе што се така малце покултурни, посвесни за околината да не речат. Дали е тоа ти се воспитани или оти што ќе речи народо, не е битно. Битно ти изгорени се да одат, ама з од забава нема напрат цела вечер. Едноставно ќе седат, ќе дремат како немтури, ќе гледат другите кај што се забавуваат. Са на некој тому прави мерак, на некој тому прави незадоволство. Ама без разлика ли му прави мерак или незадоволство, ти е паводат. Оти ќе речи. Оти тоа ќе му дај уште една причина зошто да бидат незадоволни од животот, бе, да има некои луѓе што се зависни од незадоволството во животот. Значи нив му треба нешто да се жалат денес. Ако некле статус со некаква жалба денес, не се живи. Животот е ваков и ваков. Ова не чини, она не чини, само нешто клавате по тие статуси. Еднаш ништо не ви се погоди. Јас разбирам со години да не ти се годи ништо во животот, ти цел живот ништо не ти се погоди, бе. Значи треба нешто кај тебе смениш веројатно, еве, не знам. Или смени го просторот, или појма нема. Само знам дека пример мене ако не ми се годи нештото, не одам или не го правам. Ама не, тие не му е убо и пак ќе одат, и не му е убо на работа и пак ќе го работат, тој не е битно, значи тие треба да си имат причина се жалат, море. Изгорени се луѓето жртви да бидат. И ќе дојде ќе ти мрачината масата цел. А исто така има и некои што ќутат пошто скенират, брат, се гледат, се пратат од утре задутре треба на работа се прави муабето. Го виде шефо? Дали го виде како му се залепи на? Маре ништо не ти бе. Ништо не ти бе. Амори остај ги луѓето нека си уживат во животот. Како да не остај ги? И после ки иди онач крапијата онде 2 дена нема работено, мене главна ќе ми се прави. Отиоти со шеф овака, седното се со шеф. Аз не му ќутам. Малце ако ми позбор одма на жена му ќе му кажам, да не ти биди човек на лошата страна. Да не ти биди. А тоа е, брат, некои луѓе живеат за тие муабети, море, немат ништо друго во животот тому. За сите се знаат, сите муабети ги знаат, дури ти ако не знаеш нешто за тебе, тие го знаат, ти да не се секи. Ако ти треба да најдиш некој човек, не го бараш таму по гулу по ова она, бараш таква личност некоја, прашваш и одма ќе ти каже. Како и да е, како што реков, има некои ќе излезат како од синџир пуштени, има некои ќе од културно ќе си поминат како луѓе, ќе си се најдат, ќе си се напијат, ќе си назборат, ќе си изиграт некој оро таму или каква и да има музика во позадина, ќе си се вратат дома трот зврцнати културно, не направени да немаш клучо во врата го погоди. На крајот на денот како и да е, тоа е една убава вечер за сите, и за мажите и за жени. Тоа е заклучок. И пред да завршиме емисијата, мораме малце простор да одвоиме за овие велелепни статуси што ги пишат луѓето за вакви денови, пошто греота е на толку думање и на толку бистрина, да не ги спомниме тие луѓе. Са новај ден пишат статуси и мажите и жените. Мажите од љубов кон жените, нели, жените од љубов кон самите себе и така натаму. Добра е да не е љубов кон самите себе, од поддршка меѓу себе. Са покрај тие жена, мајка, кралица статуси од жените, мажите имат еден поинаков пристап кон ваквите статуси. Са добро, има дел што се ептен сериозни на темата, не ќе во вакви теми ни капка хумор да се клај, пошто шо знај, што ќе речи народот. Јарно, ама зато има една друга категорија на мажи што пишат статуси по Facebook и по Instagram и што си го имат хуморот малце и што не му е шубе што ќе речи народот, туку едноставно пак го поддржват нештото, ги поддржват жените и така натаму во свој стил. А тие статуси пример звучат вака: жените се ангели кои Господ ги пуштил на земјата за тој да може мирно да си живее во рајот. Среќен 8 март. Мора да имаш среќен 8 март оздолу, ти се вреѓат луѓето, да си знаат дека е направено во склоп со празникот, дека е мајта, по ти може да не го и вака може да не го сватат, ама ти да си кажи среќен нека е денот на учителките. Пошто кој што рековме, тие што си ги прават бизнисите за 8 март. Како на децата што му носат сите пакетчиња за нова година, така на учителките сите му носат пакетчиња за 8 март. Денот на жените првично бил 6 март, ама дур се договорат која што да облечи го направиле 8 март. Тука виш може да се вреѓа дека го сакат и може да е мајта, па на крај на денот може и да не е, пошто многу блиско личи до истината. Ете пример, имаш и сериозни статуси од сериозни дечи. Жената треба да се сака и без шминка, а не само
само на 8 март и 14 февруари. Си шо имаше врска шминката со сакањето со 8 март и 14 февруари, не знаеме, ама не е битно. Мислам, ја свативме сликата што сака да опише, само малце деубо му е нацртана, ама нема врска. Битно така е. И има уште многу, ама ја прекардашиме работата. Мислам, доста е за денес, така. А и доста е за 8 март, имаме уште многу други теми за збора. Така што фала ви на вниманието до тука. Уште еднаш на жените нека му среќен тој 8 март и да сте најстрекни стално. Не само кога сте нашминкани на 8 март и на 14 февруари. И во другите денови да сте најстрекни и најсакани. А е така. Фала ви на вниманието. Поздрав и имајте убав ден.